Најнапред, мислам дека не е искрено одбивањето на амандманот. Само на кратко ќе прокоментирам неговото одбивање. Ќе се повикам на најнапред на излагањето на почитуваната колешка Калевска. Неколку интересни работи кажа што се во контекст на поентите со поднесувањето на амандманот, потребата на амандманот и самото одбивање од страна на министерот. Најнапред укажа дека имаме економска криза, не е официјално прогласена, но така е. Во право сте, колешка, тоа го чувствуваат и граѓаните, тоа го чувствува и стопанството и таа е де факто присутна меѓу нас. Укажавте дека целта со законот е дефинирање на законот за енергетика, а во суштина тука имаме точка со која што треба да се согласи со Европската унија, каде што уште еднашка се потврдува она дека можеби основната цел не е осогласувањето, туку токму нешто друго, како што кажавте, ќе ве цитирам, не е да се прилагоди општеството, туку е нешто друго. Нашиот амандман, најдобра намера беше, немој да ме сватите погрешно. Нашата цел со овој амандман беше да се отфрли секако помнеш во однос на тоа нешто друго. Не ги отфрла, видите го уште еднашка амандман, ќе видите како тие два члена не се офатени суштината на амандманот што го поднесуваме, функциите или штосите кои што стојат. Ние не можеме да избегаме од фактот дека имаме скандали и афери директно врзани со високи функции на оваа власт. Не можеме да избегаме од фактот дека оваа власт има сериозен проблем со корупцијата. Нема да се повикуваме на Транспаренси или на извештај од Европска унија, прашајте го било кој граѓанин на улица или во рамките дури на Собраниево, ќе добие таа потврда. Овој амандман беше еден многу практичен пример како да допринесеме во борбата со корупцијата. Усвојувањето на ваков амандман едноставно ги елиминира сите потенцијални можности за висока корупција во областа на енергетиката. Практично и лесно. Никаква финансиска импликација нема ваквиот амандман, но има практично. Каде што ќе бидат спречени високи функционери да го искористат нивното влијание за време или по извршувањето на нивната функција во насока на справувањето со кризата или во минодопските услови. Еве, доколку некој смета дека би имало колизија со согласувањето на директивата и членот со Европската унија, можеме да искористиме со овој амандман и додаток да дадеме она што станува или милува веќе власта да го користи во многу закони до влезот во Европската унија. Нека биде прифатен амандманот каде што овие функционери по завршетокот, односно пред настапувањето на нивните функции, не би смееле да се занимаваат со енергетиката, нека важи до влезот на Македонија во Европската унија. Дали треба да спомнуваме дека во извештај на ДЗР фала 20 милиони евра во ЕСМ. Стотици милиони беше во прашање со струјата, купување и продавање. Дневни и ноќни разлики, крадењето на место на струја од Европската унија. Секаде имавме импликации, секаде имавме потешкоти. И конечно, какви негативни импликации спречувате со одбивањето на амандманот? Можеме само да имаме сите бенефити. И како пратеници во рамките на ова работно тело од Собранието, и како соработка меѓу власта и опозицијата, и како конкретен во борбата со корупцијата, која што е на екстремно високо ниво во нашата држава. Ве молам уште еднашка да размислите, и како колеги, и како председател на комисијата, да позитивниот ефект што би имало прифаќањето на ваков амандман. Ништо власта не може да изгуби, освен можноста за заработка или лични нарачки извршени дадени од врвот на СДСМ. Ви благодарам.